Филипче бара гаранции од Бугарија дека повеќе нема да има нови барања кои се однесуваат на јазикот и идентитетот на патот на македонските евроинтеграции. Лидерот на СДСМ од средба со граѓаните во Прилеп го доближи ставот до владеачката ВМРО ДПМН за однесувањето на источниот сосед и побара Софија да направи чекор на вистинско добрососедство. Бугарите треба да направат навистина еден чекор кога еден нивни сосед, кој што има аспирации, да стане земја членка во Европска Унија, да се однесуваат по-европски. Ако ние стравуваме дека утре може да има некаква блокада на непринципиелна основа, на основа на јазикот, идентитетот и така натаму, нека покажат европско однесување и нека кажат дека нема да го има тоа. Нека кажат, ние сакаме нашите соседи да се во Европа, еве ќе ви дајаме подршка. Не се грижи да нема да има такви барања. Тоа е вистинска добрососедска политика. Не само да притискаш некого што е помал и послаб од тебе. Тој коментирал и дека СДСМ работи и лобира кај сестринските партии од ПЕС за поддршка на извештајот во Европскиот парламент за Македонија, но и дека благодарение на храбрите државнички политики на владите на СДСМ, денес македонскиот јазик е признат во ЕУ. Од друга страна од ВМРО ДПМН коментираат дека Филипче најпосле сватил дека на Бугарија не е се проблем уставните измени, туку македонскиот идентитет. Иако опозицијскиот лидер се доближува до нивните ставови, велат дека во СДСМ и во ставовите на Венко Филипче не може да се препознае стабилност. Филипче дојде на ставот на ВМРО ДПМН дека не е само прашање промената на уставот. Но истовремено не може да знаеме на што сме со ваков човек. Ова е израз на една нестабилност која што се повторува во СДСМ. Второ, ние не знаеме ни што е причината за ова негово однесување и дали ова негова изјава ќе еволуира во изјава како она додека дишам мојата македонска жица, никој нема да ја допре, пошто ќе следи едно ново велепредавство на македонските национални интереси, слично со она што се случи со неговиот ментор, со кого тоа е вака секој ден. Европскиот парламент во средата го одложи гласањето за извештајот за Македонија поради коментарите и амандманите на бугарските европратеници за вековноста на македонскиот идентитет и јазик. Македонските власти го оценија ваквиот чекор како успех, а барањата на бугарските европратеници ги оценија како навредливи доказ дека на Софија вистинското барање не е внесување на бугарите во уставот, туку бришење на македонскиот идентитет. Катерина Нишкова, Сител телевизија.